Редуцирани права, достоинство и интегритет, како што објаснуваат дел од професорите на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, ги натера да формираат независен академски синдикат. Професорката Мира Беќар ги објаснува целите на новиот синдикат, кој денеска го одржа првиот конгрес. Академскиот синдикат навистина ќе се залага за повлекување на сите нелогичности во тој закон за високо образование. Сакаме да си ја вратиме автономијата, нонстоп зборуваме за тоа, да нема веќе трезорски сметки, да не зависиме од одредени структури. Гордана Поп-Симонова, член на Советот на независниот академски синдикат, вели дека се додека постојано се отвараат нови универзитети во Македонија, професорите нема да уживаат во соодветен третман и услови за работа. Пред некој ден се регистрираше новиот факултет Мајка Тереза токму во просториите на Сојузот на синдикати. Така да, а ние како синдикат немаме просторија во која што се уште ќе функционира. Според професорите присутни на денешниот синдикален конгрес, владата во последните години во значителна мера се меша во образованието, а со тоа ги намали академските вредности. Последните години администрацијата, поточно владината програма, така длабоко почна да се меша во образованието. Тоа е слично како нилски коњ да влезе во продавница за кристали и се да испокрши, особено драгоценните работи кои што се однесуваат на образованието. Од Независниот академски синдикат сметаат дека Министерството за образование со последните одлуки за отварање на 2 нови државни универзитети во Скопје инвестира само во квантитет, но не и во квалитетот на образованието. Независниот академски синдикат, основан во средината на март, се залака за целосно почитување на академската автономија, достоинство на академскиот сектор, како и за зголемување на квалитетот во образованието и науката.